Да, се враќаме во студиото. Тасев, отприлика сега почнуваат да се назираат и некакви предизборни, постизборни коалиции, не знаеме се уште. Кажете ми, вие очекувате ли после овие избори да има различни поместувања од овие што се сега констелации на овие коалиции кои постојат сега? Прво, сакам да се надоврзам пред да збориме за тоа. Прежинската влада. Прежинската влада и 2016 година се покажа и сега дека тоа не функционира како модел. Што имаме? Имаме ситуација кога во некои министерства имаме дуплирање, министер од едната партија, заменик од другата партија или обратно. И ако тие луѓе се поставени таму да работат за доброто на министерството, за доброто на државата и да овозможат услови за изборен процес демократски, ние имаме ситуација кога се однесуваат како да се во два ровови. На едната страна имате знакче од СДСМ, на другата страна знакче од ВМРО и ги дели само една просторија и една секретарка. И наместо да седнат, да си направат муавет, да постават начин на работење, имаме ситуација кога заменикот излегува пред министерството и дава изјава, па после 2 часа излегува министерот со изјава. Зашто ги плаќаме тие луѓе? Зошто ни е ваков концепт на пржинска влада и тоа 100 ден? За на некои луѓе во биографијата да им стои дека биле министри или дека биле заменици министри. Што работат тие луѓе? Тој концепт не функционира. Значи, мора да се најде некој друг концепт за некои следни избори. Мене ми е безсмислено заменичката или заменик министер во Министерство за финансии да нема право да добива информации поврзани со работата на министерството доколку тоа не го одобри министерката за финансии. Па зошто е таа жена заменик министер таму присутна за да зима плата, за да и стои во биографијата дека била заменик министер или за да работи нешто? Истата ситуација имавме пред неколку дена кога заменик министерка за информатичко општество излегува пред Министерството држи пресконференција, а потоа од страна на министерот или од страна на СДСМ имаме одговор на тоа што го кажала заменичката министерка. Па се гледаат ли тие луѓе во министерството? Министер и заменик министер. А би требало теоретски да работат заедно. Па за тоа е и осмислена пржинската влада, за да работат заедно. Што се однесува до вашето прашање околу предизборните коалиции, не очекувам некои големи промени. Ми се чини дека СДСМ ќе форсира на голема предизборна коалиција како што беше на претседателските избори. Не верувам дека ќе успее сите партии што и беа дел од таа коалиција да ги задржи за парламентарните избори, особено што со некои од тие партии соработуваше и 2016 и 2017, но кај најголем дел од тие партии СДСМ не испорача ништо од договореното. Договореното од една страна за некакви позиции на кадри квалитетни што ги имаат тие партии. Од друга страна, настапите кои ги гледам во ВМРО ДПМН, не верувам дека и тие ја научија лекцијата, дека е подобро да направат поголема коалицијска група за да освојат што повеќе пратеници, туку мислам дека и тие ќе успеат да ќе гледаат да задржат сегашната коалиција без да вклучуваат нови партии. Знаете како е? Кај нас пред сите избори партиите, особено поголемите, секогаш гледаат ако е можно што помалку да дадат на помалите, затоа што помалите не вредат, а всушност помалите се тие кои што одлучуваат која коалиција ќе добие. Да ве прашам уште едно прашање, само да ве искористам, бидејќи на некој начин на ваш терен читав денеска колумна од Никола Тодоров, екс-министерот, кој зборува за дека е време за трета опција.
во колумната не кажува тој конкретно која би била таа трета опција, што би била, но зборува генерално за потребата од трета опција. Долго време се зборува за некаква нова партија од тој десен политички кампус, токму и господинот Тодоров се спомнува како дел од таа партија, се спомнуваше и господинот Митко Јанчев, и тој самиот исто зборуваше дека доколку Мицкоски продолжи вака, дека не исклучува да се оформи друга партија. Верувате ли во такво можеби сценарио или е веќе доцна за тоа? До изборите нема толку време да се оформи уште еден таков десен политички субјект од кадри кои произлегуваат од ВМРО ДПМН. 2016 година се направи една таква десна коалиција. Но сега не зборуваме за коалиција, туку и за нова партија. И на овие избори, мислам дека е касно да се направи, особено затоа што веќе во тој десен блок има појавено неколку нови партии за разлика од 2016 година. Познавајќи ги личностите кои ги водат тие партии, има 7-8 партии во десниот блок или партии во најава кои што сега во наредниот период ќе се прават. На некој начин, познавајќи ги личностите кои се во тие партии, не верува дека ќе се направи некаков блок и од тука не мислам дека тој трет блок ќе се направи туку така, затоа што нема време за тоа. Тоа требаше да се направи пред година или пред 2 години, за да може да се расшири идејата за потребата за третиот блок. Иако идејата за потребата од третиот блок постои веќе 15 на години, но постојниот систем, изборен, со 6 изборни единици, не остава простор да таа идеја од кога ќе се роди да заживее, затоа што ќе трае до првите избори. Таа трет блок или таа нова партија може да освои 35 и 40.000 гласови на крај да заврши со 0 пратеници. Нереалниот, нечесниот и недемократскиот изборен систем што го протежираат двете големи партии не дозволува формирање на трет блок или на трета партија. Па без разлика кој да ја направи, нема да успее додека не се смени овој изборен систем. Латифи, Алијансата на села Бесана Касами, алтернатива на Гаши, вела дека се до чекор, до предизборна коалиција. Значи, и на минатите избори слушавме за такво некој сценарио, но никогаш не се остваруваше. Мислите ли дека доколку успеат да оформат некоја заедничка коалиција, дека ќе бидат сериозна закана за ДУИ, бидејќи последната анкета што беше објавена покажува дека сите тие условно кажано албански партии, без разлика во власт и опозиција, имаат отприлика сите заедно рейтинг колку што има ДУИ. Но доколку успеа да направат заедничка коалиција, мислите ли дека би зајакнале, би биле некаков опонент? Па да, по правило и поради тоа што веќе и претhodно беше кажано дека самиот изборен модел во Македонија ги протежира големите партии, така што колку е поголема партијата, пропорционално и шансите растат за да има повеќе и поголем број на пратеници, така што само логички е заклучокот дека ако повеќе помали партии се здружат и шансите за сите нив поединечно се зголемуваат. Значи, апропо тоа, да, верувам дека ако се постигне некаков договор помеѓу поголемите партиите што ги спомнавте вие од опозицијскиот блок, кои што не се сите опозицијски, алтернатива сега е дел од власта, меѓутоа како и да е, значи ако тие три партии се договорат за предизборно коалицирање, дека може да представуваат опасност по однос на ДУИ. Не само тоа, значи тоа е разликата помеѓу политичката слика и сликата кај политичките партии кај албанскиот електорат визави македонскиот електорат, иако и ваму и таму има повеќе партии, меѓутоа кај македонскиот блок на партии две се големи партии и останатите со по 15 гласови. Ваму разликата е поинаква, значи ДУИ е единствена која што долго време е убедливо пред сите останати и тоа што и ДУИ постојано го бара, иронично или не, од самата опозиција да се здружат за да нудат еден поголем квалитет за самите избирачи, за да не го расцепкаат и гласачкото тело, со што навиду ми се намалува бројот на пратеници кои што тие партии го добиваат.
Така што ние видовме дека изборниот модел не се смени, останаа 6 изборни единици, остана и дискриминацијата во однос на некои од изборните единици, ако се гледа според бројот на гласачи, кој што ја надминува разликата која што е пропишана со закон колку смее да биде разликата во гласови помеѓу две изборни единици, меѓутоа ни таа работа не се надмина за жал, така што генерално во мали општества и особено каде што и гласовите се уште на некој начин поделени по етнички заедници, исто мислам дека било кое окрупнување од едниот или другиот блок може да им оди во прилог на самите гласачи. Да. Атанасовски, интересен оној фамозен концепт на создавање на постизборни коалиции на победник со победник, кој беше нарушен во 2016 година и знаеме за сите турбуленции и кои настана поради тоа, но неодамна господинот Али Ахмети прашан за тоа, вели дека тој е сепак повторно за тој концепт, вели дека не треба да се напушта, значи многу интересни ставови. Се сеќаваме на она една последна изјава на господинот Груевски, додека уште ми се чини дека уште тогаш беше тука, но не се сеќавам дали уште беше на функција или не, беше председател на ВМРО-ДПМН, секако не знам дали беше премиер, која рече уште еднаш ако ми дојде мене Али Ахмети во ВМРО-ДПМН, дури малку и вулгарно се изрази да бара коалиција, што ќе му се случи, но мислите ли дека сега каков ќе биде ставот на ВМРО-ДПМН, особено после овие најави на здружување на албанската опозиција, доколку таму се создаде некој кампус на гласови, мислите ли дека сега ВМРО-ДПМН ќе го напушти тој принцип и можеби ќе направи коалиција со вториот победник во албанскиот блок? И ќе се повика на последното искуство. Така е. Јас во сите мои настапи апсолутно секој сум бил главен противник против тој така наречен модел на формирање на влада во Македонија со така наречениот победник во македонски етничкиот албански блок, бидејќи тоа на практика и де факто создаваше федерализација на целокупната политичка клима и политичкиот систем на Македонија. Главно протеже на тој модел беше дуи после изборите 2008 и тој што го прекрши тој модел и тој што го напушти тој модел исто така беше самата политичка партија ДУИ и нејзиниот лидер нормално Али Ахмети после изборите 2016. Исто така постои уште поинтересна изјава од самиот Али Ахмети каде што вели дека победничката партија кај етничките албанци во Македонија задолжително мора да биде дел од власта, бидејќи албанците се сепак и покрај тоа што се конститутивен народ во Македонија после 2001 година, сепак се помала етничка заедница и тие мора да бидат представени од победничката партија, а тоа не мора да важи кај македонците. Значи дава човекот изјави како не му одговараат, веројатно сметајќи дека тој по секоја гледна точка би бил победник. Од друга страна, јас мислам дека клучни ќе бидат бројките, доколку евентуално се случи ВМРО-ДПМН да биде победничка и прва партија која ќе освои најголем број на мандати и доколку има бројка од пратеници со условно кажано обединетата албанска опозиција или тој блок од тие три партии кои беа споменати, Алијанса, БЕСЕ и Алтернатива, тогаш апсолутно сметам дека ниту треба некој да ги спречи, ниту да има некакви најави дека ВМРО-ДПМН мора да прави влада со условно кажано победничката партија ДУИ. Значи тоа важи и за СДСМ, тоа важи и за сите. Бидејќи, како што напоменав, тој модел ја федерализира, ја интеграција прави на Македонија, не ДУИ политичка партија Демократска унија за интеграција, туку создава дезинтегративен процес. Едноставно, во Македонија се создава политичка и коалицијска влада, како што е по устав, тој што има мандат од собрани 61 пратенички подпис и на тој мандатар кој го добива мандатот од претседателот по устав и тој е идниот мандатар и идниот премиер. Значи, јас сметам дека
се нацртуваат контурите на идна политичка соработка е тоа што ДУИ е политичка партија која после сите избори сака да биде дел од власта, па сега кокетира и со ВМРО ДПМН и останува во коалициски брак, условно кажано, со СДСМ, е ради желбите интересите на таа политичка партија која очигледно не знае да функционира во опозиција. Има многу тези од многу голем број на политички аналитичари доколку ДУИ отиде во опозиција ради незиното клиентилистичко, па би рекол и корумпирано гласачко тело и незините структури, таа политичка партија би немала врзивно ткиво како би останала, бидејќи веќе нема ни идеологија. 17-18 години е постојано на власт и едноставно таа политичка партија се само одржува преку перманентно учество во власта и делење на тие бенефиции кои самата власт ги носи. Значи, вие се надевам јас дека ќе се случи во Македонија, без разлика дали ДУИ ќе биде условно кажано победник или би ги изгубил изборите во така наречениот етнички албански блок, се надевам дека во Македонија ќе се формира влада оној мандатар кој пред се ќе собере 61 потпис од пратеници и ќе го има парламентарното мнозинство и со тие 61 потпис пратенички ќе отиде кај претседателот на државата, ќе го побара мандатот и ќе формира влада без разлика дали ВМРО може да се случи па друг случај. ВМРО ДПМН е да биде, да речем условно кажано, партија која би ги изгубила изборите, а Алијанса, односно обединетата албанска опозиција да има поголем број на пратеници од ДУИ, тогаш може условно кажано да се случи првата албанска партија, односно првата победничката албанска коалиција, па да формира влада со условно кажано губитникот во македонскиот политички блок. Повторно малцинска влада. случајот. Како што е сега, да. Како што е сега случајот. Но само сакам да надополнам, че ние мора да имаме предвиди еволуцијата на нашиот политички систем изминатите 30 години и визијата каде би одела државата во наредните, ако не повеќе, 20-30 години. Тоа што 90-тите години беше политичка реалност, сега е сменето. Така што, од каде знаеме ние за 20-30 години, какви се партии политички ќе има на политичка сцена и дали сите политички партии ќе бидат со етнички предзнак како што беа до сега. Имено мразот го скрши СДСМ на последните избори, така што они истапија веќе со кандидати за пратеници стана албанци од нивните листи, така што од сега натаму мислам дека нема да биде она цврсто и стриктно да се придржат партиите кон начелото победник со победник. Начелото победник со победник е легитимно, иако не е уставна категорија и никаде не е нормирано, меѓутоа е легитимно. Тоа значи дека и македонците и албанците како етнички заедници сакаат да бидат представени легитимно. Значи ниту македонците не сакаат да бидат представена од партија која што ги губи изборите, а успеала да ги собере гласовите, но може и тоа да се случи како што се случи. Ниту албанците не сакаат да бидат представени од партија која што има еден пратеник визави останатата партија која што добила 10. И од практични причини. И нашиот устав и закони кои што треба да се усвојат во собрание со двотретинско мнозинство, до сега го условуваше да навистина мора вие да направите победник со победник, бидејќи на сите тие закони веќе наидете на препрека, затоа што тие закони нема да поминат, немате бадентер. Сега како се менува, тоа е процесот, тоа е еволуцијата. Како се менува политичката сцена, еве на изминатите избори ВМРО победи, не успеа да направи влада СДСМ, не беше победник. Значи, ние и сега немаме победник со победник. Знаете така што и самото ДУИ кој што нормално не ја направи коалицијата, меѓутоа ние разбравме тогаш дека тоа се направи поради стратешкиот интерес, затоа што беше НАТО интеграцијата тасна беше вагата блокирана. со тие 10 пратеници, ДУИ можеше да бира дали ќе прави влада со СДСМ или со ВМРО ДПМН. зборот ДУИ не не е- беше, само извинете, ДУИ беше незаобиколен фактор после изборите 2016. Затоа што не можеше да се заобиколи. Па тоа сакам да кажам, Без без ДУИ ДУИ не не можеше влада. да се направи. Сега малку е проблем толкувањето на легитимитетот, условно кажано, на една
етничка заедница. Дуи перманентно се повикува дека они како победничка политичка партија во етничкиот албански блок го носат легитимитетот кај етничките албанци да ги представуваат во македонската влада, но на последните избори Дуи освои околу 87.000 гласови пред се од етнички албанци. Добро, на парламентарни избори се бројат пратениците, не гласовите. Да, ама видете, Дуи имаше 10 пратеници, останатите етничко албански партии има плюс 10 пратеници, вкупно сите без ама алијансата влезе ДП. со Дуи во коалиција. Ако без разлика, ама тие три партии политички, кога ќе ги гледате гласовите разложено, има околу 124.000 гласови, значи околу 40.000 гласови има повеќе од Дуи. Значи албански етнички гласови беа представени во други политички партии визави Дуи. И ако ги спојат пратениците, ќе бидат победник и ќе ја представат албанската заедница. Немаме веќе време, да. Многу отидовме 20 на години нанапред и отидовме до изборите и ја составивме владата. Но едно не изанализиравме. Што до изборите? Имаме техничка влада, се согласивме дека не е функционална. Кои се задачите, кои се работи што треба таа техничка влада да ги направи, за да имаме фер избори. Право, мора техничката влада да ја врати вербата во судството на граѓаните. Без враќањето на вербата во судството, ние немаме гаранција за демократски избори, затоа што ако некој знае дека нема да биде казнет, да купува гласови, да прави подкупи, да крши кутии, да уценува, да се заканува и дека нема да биде казнет, ние нема да имаме услови за демократски избори. Затоа треба владата, не апелот од Министерката за правда, дека треба да се смират работите и треба поинако да се гледа на судството, да се прифати како нешто кое што ќе го доведе судството во нормално функционирање. Треба да се искористи ова коалициона влада од двете партии да се создаде услови за да се врати вербата во судството. Тоа е едната работа. Втората работа е администрацијата. Ние имаме сега ситуација кога 4300 нови вработувања во администрацијата. Зашто ни се? Па нели и сегашниот министер за информатичко општество, кога беше во опозиција, тврдеше дека администрацијата е прегломазна, дека треба да се крати. До пред 2 месеца истиот министер тврдеше дека администрацијата треба да се намалува бројот на вработените. Од каде сега потребата на Македонија за нови 4300 административци? Освен ако тоа не се свати дека тоа е некој нов контингент на гласови за власта, 4300 нови вработувања носат 2 пратеника. Тоа треба подитно да се замрзни за да се овозможат добри услови за изборен настап, рамноправни услови. И третата работа што треба оваа влада да ја направи, да ги постави државните интереси. Двете партии се внатре, албанските партии се тука, кои се нашите државни интереси? Бизнисот, стратегија против иселување, стратегија за младите, стратегија за развој на селата, за спортот, за сите тие работи. Без тие три работи, ние немаме услови за фер и демократски избори. Да, добро, на нас... Само една реченица. Јас се слагам со ова што го кажа колегата, меѓутоа целта е преамбициозна, техничка влада за 100 дена тоа да го направи. Тоа е целта, тоа се цели на една влада, не на една техничка влада. Затоа што двете главни техничка влада треба да обезбеди минимум стандарди за фер и демократски избори. Ова другото до сега требаше да се направи. Не од сега. Тоа е политичка влада, тоа е проблемот, зошто до сега не се овозможило ова. Но овие 100 дена се доволни затоа што сите партии главни се внатре во владата. Нас времето ни е веќе практично истечено, но еве сепак генералот не беше вклучен во последната дискусија. Ве молам само за еден краток блиц одговор, бидејќи навистина немаме веќе време. Пржинската влада е воведена 2016, сега да не се навраќаме зошто и како ги знаеме околностите. Продолжува сега нели по закон, но многумина вела дека 2016 биле посебни околности, да не се враќаме, вела дека дали треба во нормални условно кажано околности цело време ние сега да имаме така пржинска влада, дали треба да се вратиме на нормално функционирање како пред тоа? Кој ќе дојдете во ситуација да мора нешто да правите што е надвор од некои демократски процеси, така тоа значи до кај сте дошле. И нормално е ние тоа треба да го надминеме што е можно побрзо, нели, да такви работи нема.
дали таа пржинска се вика затоа што пржим е подпишано, Да, може да да, се да, вика и не е битно, и Ѓорче Петровска и не е битно каде да. Има една ваква работа. Демократизацијата на едно општество е право пропорционална со степенот на незината децентрализираност. Значи, ние имаме, знаете, во демократско општество не можете да делувате централистички. По дефиниција, што е демократско, значи мора да делувате и на демократски начин. Ние имаме сега бастиони одредени, кои применуваат нели одредена моќ од дозгора надоле, а во демократијата треба да се владее од доздола нагоре. Значи, ние имаме многу низок степен на децентрализираност на нашите институции. Значи, се зависи од министер, од не знам кој... Министерот, ако не подпишел, ништо не може во функција да се стави. Еве, една недела не е министерот одсутен негде нели од држава, сите работи стојат, сега ќе очекаме министерот да подпише. Значи, така нема напред, нема функција. И уште една работа. Не сакам да влегувам вака во овие комбинаторики. Само една работа сакам да кажам. Сите политичари кои се борат за власт викаат дека е многу тешко да бидеш политичар. Па има еден парадокс тука. Ние сме полни со парадокси и апсурди. Па ако е нешто многу тешко, зошто сакаш тоа да го? Значи, видите, кога ќе сватат нашите политеви и утре секој што сака да биде политичар и да биде на одредена функција политичка и така натаму, мора да свати дека е тоа мака и тоа е заложба за државата и за својот народ. И сега се нафаќа на таа тежина заради тоа, а не ради тоа да правиме разноразни комбинаторики и така. Изградбата на институциите, на општеството треба да е центарот на вниманието на било која власт. А кој со кого, како што ќе направи коалицијата, дај Боже кој со кого, сакаме ќе направи, ама нека се направи едно убаво институционализирано општество кое ќе функционира по автоматизм. Добро, господа, ви благодарам на сите за учеството во оваа емисија. Вие, почитувани гледачи, следевте една анализа со малку продолжено време поради сите актуелни настани. Ви благодариме на вниманието и на довербата и се разбира, останете со програмата на Телевизија 24.